Што се однесува до овие два откупни центра, нивната вредност ќе биде околу 12 милиони евра инвестиции во Струмица и во Ресен. Со технолошко-иновативниот откупен дистрибутивен центар во Ресен е предвиден да биде на површина од 10.000 метри квадратни, да процесира околу 5 до 8.000 тони овошје, ќе се пополни критичниот недостаток на објекти за ладно чување на овошје. Ова често го слушаме од терен дека се потребни такви капацитети и објекти. Еве со овој проект и тоа се овозможува. А тоа е услов за едно постандардизирано и поквалитетно производство од страна на земјоделците. Центарот ќе вклучува линии за сортирање, за пакување на домашниот и меѓународниот пазар. Откупно-дистрибутивниот центар пак во Струмица ќе овозможи стандардизирано ракување со земјоделските производи, собирање на едно место на произведените количини од целиот регион, зголемувањето на пазарната моќ на производителите и обезбедување на потребната модерна инфраструктура и услуги кои што се потребни на земјоделските производители за исполнување на квалитетни, санитарни, фитосанитарни стандарди потребни за пристап до големите европски пазари, што би било од особено значење и влијание за сите земјоделци кои што произведуваат. Знаеме дека во Струмица и Струмичко се произведува најквалитетниот зеленчук, далеку познат. Овој откупен центар ќе се простира на 12.000 метри квадратни и ќе процесира 25.000 тони земјоделски производи. Договорот кој што денес го подпишуваме е во износ од околу половина милион евра и на целокупната постапка, како што кажав, е избрано партнерството составено од Globaltech, Коленко, New Vision и Биро за урбанизам Битола и е поделен во три фази. Првата фаза се фокусира на соодветен избор на локациите, урбанистичкото планирање, изработка на бизнис план, проценки на влијанието на животната средина. Втората фаза го опфаќа подготовка на главниот проект и финализирање на планот за управување со животната средина. Во оваа фаза ќе се отвори патот за добивање на потребните градежни дозволи, обезбедувајќи усогласеност со националното законодавство и правилата на ФИРИК. И во третата фаза ќе се обезбеди целосна поддршка за спроведување на постапката за избор на градежни компании за изградба на овие два откупни центри. Имајќи го предвид фактот дека бележиме предност во производството на зеленчук, овие откупно-дистрибутивни центри ќе бидат од суштинско значење за зајакнување на конкурентноста, пристап до меѓународните пазари, што пак би донело до конкретни економски придобивки за нашите убави македонски производи на овошје и зеленчук. И како што кажа премиерот, јас очекувам до крајот на годината покрај овој да потпишеме и договор за најголемиот тоа би бил најголем историски договор во делот на системите за наводнување.